Денеска ми е навистина задоволство што сум во касарната Илинден, заедно со амбасадорот на нашата пријателска Република Турција и началникот на Генералштаб, да покажеме и со слика колку е силно нашето сојузништво и колку е важна поддршката која што ја добиваме од Република Турција. Во сиве изминати години на наша политика за приклучување кон НАТО, Турција беше многу гласен и постојан сојузник. Постојано беа присутни и на состаноците со НАТО, на НАТО со пораки за поддршка на нашата држава и постојано истакнуваа дека стабилноста на регионот може само да порасне доколку се приклучиме кон алијансата. Но таа поддршка не беше поддршка која се сведува само на политички пораки, туку во сиве овие изминати години еден голем дел од нашата соработка подразбираше и конкретни чекори на поддршка на нашите напори и за модернизација и за опремување на армијата. Денеска сме тука, заедно со амбасадорот на Република Турција, да ја поздравиме оваа последна донација од страна на нашите сојузници, а тоа се 7400 Гортекс одела, со кои што секој припадник на армијата на Република Северна Македонија, практично, освен основната опрема, ќе добие и одело Гортекс, кое што му овозможува живење, вежбовни активности и операции во секакви временски услови. На денешниот настан, мислам дека најсоодветно одговара реченицата дека ако самиот си сработиш, и пријателите подобро ќе ти помогнат. Во изминатиот период ставивме фокус на решавање на проблемот кој долги години ја мачеше македонската армија. А тоа беше проблемот со лична опрема, со униформи, со лично обезбедување. Во изминативе 3 години сите проблеми кои што се однесуваат на целосното обезбедување на ваква опрема ги решивме. Обезбедивме нови униформи, обезбедивме нови чизми. Во претходните денови веќе е завршена набавката на втора нова борбена униформа за сите припадници. Ја финишираме свечената униформа за припадниците на армијата. Меѓутоа, исто така обезбедивме нова АБХ опрема, спортска опрема за сите припадници и листата на вистина оди понатаму. Во ситуација кога сами ќе си ги решавате проблемите и сојузниците подобро ќе ви помогнат. Со денешнава донација, практично на секој припадник на нашата армија му обезбедуваме целосна опременост. И можеме гордо да кажеме дека македонската армија е опремена армија. Тоа го правевме со своји сили, тоа го правевме на начин што парите ги ставивме таму каде што се потребни, а тоа е решавање на овие суштински и екзистенцијални потреби, меѓутоа тоа го решаваме и заедно со нашите стратешки партнери. Сакам да искористам приликата да му се заблагодарам и на амбасадорот и на военото аташе на Република Турција, особено на нашите колеги и партнери во Турција, и да кажам дека ова е само мал дел од поддршката која што и во изминативе и во овие години ја дава Република Турција. И ќе бидете сведоци и следните денови дека навистина нашата соработка не се однесува само на дискусии околу безбедноста, не се однесува само на политички пораки, дури не ги опфаќа и само заедничките учества во операции, бидејќи да не заборавиме, денеска војниците и на армијата на Република Северна Македонија се дел и на турски контингент во Авганистан, туку тоа значи и учество и соработка по вакви важни проекти за македонската армија. Сакам во име на сите припадници да се заблагодарам на Турција, да кажам дека оваа униформа ќе ја носиме и со гордост, но и со свесност дека сме вложиле и во безбедноста на нашата татковина, но и во безбедноста на регионот и на алијансата. Ви благодарам. Saygıdeğer Savunma Bakanı, Sayın Genelkurmay Başkanı, değerli basın mensupları, bugün burada Balkanların kalbi Makedonya'da halklarımız arasında asırlardır süregelen dayanışmayı, paylaşmayı ve işbirliğini büyük bir memnuniyetle bir kez daha ifa etmek üzere huzurlarınızda bulunmaktayız. Hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Bu törenin
paylaşma ve dayanışma gibi erdemlerin öne çıktığı Ramazan ayında gerçekleştirilmesi, ülkelerimizin silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğinin anlamını daha da güçlendirmektedir. Gerçekten de bağımsızlığını elde ettiği günden itibaren Türkiye ve Makedonya arasında her alanda örnek olarak gösterilebilecek yakın işbirliği bugünlere taşınmıştır. Askeri zemindeki güçlü bağlarımız da birbirimizin güvenliğini nedenle önemsediğimizi ortaya koymuştur. Geçtiğimiz yıl bugünlerde Makedonya'nın uzun yıllardır üye olmayı hak ettiği NATO'ya nihayet katılması, ittifakın benimsediği ortak değerlerin Balkan coğrafyasında daha güçlü şekilde yer etmesini sağlayacaktır. Ve sağlam temellere dayanan ülkelerimiz arasındaki işbirliği önümüzdeki dönemde her alanda ileriye taşınacaktır. Savunma sanayi alanında ileri seviyeye ulaşmış olan Türkiye, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ordusunun modernizasyonu hedefi doğrultusunda her türlü desteği sağlamayı sürdürecektir. Sözlerime son verirken, İkili askeri işbirliği anlaşmamız kapsamında ordu personeli için Türkiye'de üretilmiş olan askeri üniformaları Sayın Savunma Bakanı'na teslim ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ordusunun üstlendiği sorumlulukları önümüzdeki dönemde başarıyla yerine getirmeye devam edeceğine olan inancımı ifade ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Почитуван началник на Генералштабот, ценети представници на медиуми. Денес овде, во Македонија, во срцето на Балканот, собрани сме уште еднаш со големо задоволство да ја примениме вековната солидарност, споделување и соработката помеѓу нашите народи. Ве поздравувам со почит и срдечни чувства. Реализирањето на оваа церемонија во месецот Рамазан, кој изобилува со доблестите на споделување и солидарност, уште повеќе го зајакнува значењето на соработката помеѓу нашите воени сили. Блиската соработка помеѓу Турција и Македонија, која датира од самото стекнување на независноста на земјата и која навистина може да представува пример во сите области, е пренесена до денешницата. Мокните врски на военото поле го потврдуваат фактот колку обострано си посветуваме внимание на нашата безбедност. Конечното зачленување на Македонија пред една година во НАТО, членството кое долги години го заслужуваше, ќе овозможи уште помокно вкоренување на заедничките вредности на алијансата низ Балканскиот регион. И соработката помеѓу нашите земји, која се базира на сигурни темели, ќе продолжи да се развива во сите области и во наредниот период. Турција, како напредна земја во областа на одбранбената индустрија, ќе продолжи да дава секаков вид на поддршка при модернизацијата на војската на Република Северна Македонија. На крајот од моето обраќање на почитуваната министерка за одбрана и ги предавам војните униформи произведени во Турција, наменети за војниот персонал. Нека е честито и со среќа. Изразувам увереност дека војската на Република Северна Македонија и во наредниот период ќе продолжи успешно да ги извршува своите обврски и ве поздравувам со почит.